Убаво е да се биде хуман секој ден, но во викенд никако и идеално време за тоа, бидејќи сме послободни и можеме да ја покажеме нашата хуманост и емпатичност на дело. Добар ви ден, време е за најхуманата емисија во нашава земја. Време е за Срце на дланка. Моето име е Оливера. Се смета дека најголемата слабост кај нас лежи во откажувањето, а најголемиот успех го постигнуваме тогаш кога ќе се обидеме да го направиме првиот чекор, но не е тешко да се направи следниот чекор. На прв чекор се ослонија и двете семејства кои денес ќе го стават своето срце на дланка. Две семејства кои живеат тежок живот и две семејства кои сакаат да ја споделат својата приказна со јавноста. Време е за Срце на дланка. Не заборавајте да се пријавувате на 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. И не заборавајте да го заследите и нашиот YouTube канал, каде што можете да ги следите сите епизоди, па и премиерно секоја епизода која што е во тек. Денес ќе видиме едно семејство кое навистина многу тешко живее. Денес ќе видиме семејство кое што навистина се бори со сиромаштијата. Семејство кое долго време се мислеше дали да го стави своето срце на дланка. Одлучи и затоа со екипата бевме да го посетиме. Златко Трајковски од Мартолци животот го принудил на луѓето да им верува со своето срце, дури и по цена тоа да му биде скршено. Зашто од бебе го губи видот и принуден е во темнина да го мине и така тешкиот живот. Во специјално училиште во Скопје го завршува своето образование, каде се запознава со жената со која до оваа година ќе го дели животот. Неговата блага ќе му подари син, иако и таа болна ќе му го заблажи, барем неколку години и така горкиот и макотрпен живот на Златко. За жал, пред неколку месеци таа го напушта и го остава сам да се бори со сиромаштијата. Со незината смрт се гаси светлото во неговиот темен неосветлен тунел. Денес Златко живее со минимални средства од социјалната помош. Не е во состојба сам да обезбеди храна и дрва. Нема електричен шпоред. Оброкот што низ неделата го добива е мал и недоволен за да се нахрани. Му помага една соседка која понекогаш го дели последниот залак со него. Поради сиромаштијата тој откако започна студениот период не запалил оган за да се стопли. Куќата е стара и очигледно дека последната шајка во неа ја ударил таткото на Златко кога бил жив. Сепак, храна и дрва ќе бидат доволни за него, ке рече овој прескромен човек, за да може да ја мине и преживее престојната зима. Златко Трајковски, инвалидно лице кој поради висока температура 99% го губи својот вид. Тоа ќе му го утежне животот од дете и денес исто така се мачи. Не може да преживее и затоа се обрати на нашата екипа. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Како сте? Арно. Арни сте. Може ли да се биде арен кога живеете тежок живот? Не може. Не гледате. Што е со вашите очи? Од мало, од бебе. Од запалење уви. Од температура го имате изгубено видот? Да. И си од свој живот така поминавте? Цел живот. Ваму, наваму живеете? Да. Сам сте? Да. Каде ви се другите? Што имате? Двајца браќа. Да, но имавте семејство. Да, татко имаме мајка. Бевте женат? Бебе. Живи беа. А имате ли жена, сопруга? Не. Што се случи? Умре. Почина? Да. Деца имате ли? Една е. Ама не е тука. Не. Каде е? Скопје. Ова е куќата во која живеете. Да. Прилично е стара, гледам. Баје е стара. Како? Како поминувате еден ден, Златко? Имате ли дрва за зимово? Не. Не? Нема. Веројатно тешко се снаоѓате и со храна. Да. Тешко е. И за храна, и за дрва.
Златко е човек кај кого очите без да зборуваат му ги исповедаат тајните на срцето. Уште кога се родил, мајка му одлучува температурата, наместо во болница да му ја лечи дома, со што тој од мал се бори со слабовидноста. Не гледа ништо, ке рече тој, но сепак успел да заврши училиште во Скопје, да се ожени, да се вработи и да основа семејство. Ти си инвалидно лице. Така е. Кој е твојот проблем? Зошто не гледаш и... Не гледам 99% расипаница. Од што се случи тој проблем? Така си роден или? Така. Не ме носеле на лекар старите. Ми извадила стара да се подпишава. Од болница ми извадила се температура. Ме мачкале па ше шеќер температура да спадне. И никако. И на очите мало. А на која возраст беше тогаш ти? Ами бебе. Бебенце си? Да, мало. И потоа детството ти поминува тука во оваа куќа што е зад нас? Да. Во таа цело време. Како можеш да се потсетиш на кои моменти ете со слабовидност, велиш 99% ти се нели оштетени очите? Како го поминуваш училиштето, животот како дете тука? Тука не учев многу. Скопје. Во Топанско поле тоа. Многу таму бев време. 20 години бев таму. 20 години беше во Скопје? Да. 20 години од дете мало. А таму каде живееш? Таму седев имаше за спиење, имаше јадење таму. Све имаше таму. Дава ручек, вечера. Во Драчево одеме работеме пара таму. А зошто не гледа? Од висока температура како мал, кога се породила мајка му, и ги запрели у болница, таа за да се врати поќе деца дома, ќе трпеле за јадење и го извадила од болница. И тоа се случи што се случи. И он учеше Скопје. Навистина е стара куќата и 79-та правена. Да ми текна. 43 години. Толку. А кој ја правил? Стариот, татко ми. Ти низ животот не успеа, не се снајде, остана без работа млад и Да. не успеа да приправиш малку да ја Не. подстегнеш куќата. Не, Но и состојбата не те дозволуваш. не дозволува. Како живее Златко? Гледам куќата е во лоша состојба. Куќата е никаква. Куќата е никаква, не знам. Не знам што да кажам. Кога заврши училиште и кога Порцланка ме вработи. беше вработен, така. Колку години работеше? 25 имам стаж. И 7 месеца. Колку години имаш во моментов, Златко? 58. Зошто престана да работиш? А не напушти ја затворија. Таму. Потоа не успеа никаде да се вработиш потоа? Не. Нигде. Дома, цело време. Учеше училиште во Центарот за рехабилитација во Топанско поле и токму таму, Златко, ја запознаваш и својата втора половина, односно сродната душа, твојата Да. Таму се запознав. супруга. Кога Таму. одлучивте дека треба да бидете заедно? Паѓи години. Ама нема век. Ќе отиде млада. Колку лекарство и помаг, тоа не купува. Одио, доктори викаме, ја спасија докторите. Тие знаат дека ќе умре, ама не кажуваа. Чутеа. Беше болна, од што беше болна? Таја се не му лежеше на времето. Како порано, кога беше помлад, се знаете вие одамна, поминуваше. Порано си одеше у порцеланка, си работеше на работа, одеше. И од кога се растури порцеланка, и еве до ова дојде и готово. Скроз ослепе. 99% ти да не гледаш, знаеш колку ти значи тоа? Ќор да шиташ. Таму во Скопје се запознава и со неговата една сопруга. Да. Како се викаше сопруга? Благ. Каква жена беше таа? Абе, вака да гледаш, беше како нас. Ќе речеш дека женава нема палинка.
Ама во сестрите, тие 4-5 сестри, она била, сами си кажуваа сестри. И за ти за спомени за сестрени се. Кажуваат дека не вред. Тоа е. Сепак колку толку се трудеше, одржуваше куќава додека Да, беше. да. Си переше, си правеше јадење, шо имало, тоа. Си имаше плата, он си работеше, ти викам во парцеланка. Се си беше добро, ама сега сам тешко. За жал, среќа нема да има првото дете на Златко, па уште многу мало починало. А сега ќе била голема девојка и можеби ќе се грижеше за мене. Со солзи во неговите тажни очи, кои никогаш не го виделе тоа дете, се обидува да го замисли девојчето. Но подоцна Господ ќе се смилува над нив и ќе им подари син, Пепи, кон кого животот исто така нема да биде великодушен. Сепак сталожен и живот со болести, ова семејство живее се до Великден оваа година, кога неговата блага, барајќи пита, торта и вапцани јајца, ќе ги затвори за последен пат очите и ќе ги остави Златко и Пепи сами. Имате заедно од бракот едно дете. Да. Едното ни почине на 8 месеца. Нова тетка врати почине овдека. Таа да беше живо големо девојче, замажење ти беше. Сигурно можеби и ќе ве гледаш Да. сега како што се сам. Да. Тоа било на Господа. Потоа ви се раѓа уште едно дете. Да, Пипи. Пипи има 20 на години и тој тука во селово и во оваа куќа израсна, но Да. каде работеше тој претходно, пред да замине за Скопје? Ваму во Фариш. Никоде. Што беше таму тој? Работник. Тракторист, све. Мораше. Но не беше среќен со таа работа. Не, Зошто? не му даваа пари. Малку. Малку пари му даваа и затоа. Кога одлучува тој да заминува за Скопје? Лани во февруар. Зимоска. Зимоска во февруар. Избега. Од таму. Таму имаше алишта, му ги изгореа сите таму. Зошто му ги изгора? Јошто. Таа тетка му ги изгора, наметка. На Великден оваа година ви се случи една голема несреќа, ви ја губите сопругата. Да. Додека беше жива. Убаво Како беше тогаш животот. Се ми правеше јадење, граб, ова, тоа, ориз. Се ми правеше. Сега нема никој да ми направи. Ако не го наса тоа оброк, не еден оброк. Што е еден оброк? Од каде ви носат оброк, Златко? Од Скопје? Еден оброк дневно? Да. Утре да дојдат па дури петок. Два Што е пати еден оброк? неделно? Да. А за викенди? Не, А за викенди како се снаоѓате? никако. Еден оброк дневно што значи? Ништо една конзерва и еден такво како сега. Кетчуп. Ништо не е тоа, што е. Што е тоа, ништо. Не стасува. Денес Златко живее со приход од 10.000 денари. По еден оброк добива од социјалната само низ работната недела. Со тие пари вели тој не може да се прехрани да обезбеди дрва за престојната зима. Сам е и осамен, па дури не сака ниту да живее повеќе. Брзо ќе одам кај жена ми, зашто сам човек не го бива, знае да каже тој. Затоа чинам, овој тажен и несреќен човек можеби и ќе се насмее и душата ќе му ја стопли хуманоста од народот, која ќе му помогне барем оваа зима да не трпи за храна и да не премрсне. Со 5.000 денари, Да. зарем е доволно да се помине еден месец од 30 на дена? Ами не. Колку се ништо не е. Тешко него. Вака ако биде, тешко. Тешко, ова не е живот. Кога не може да се качи по скалите и не може да се симне, не гледа ништо. Одич грапа. Никако животот него е тежок.
кога е многу ладно, кога температурите се минусни? Се снаоѓаме нарамо. Нарамо носам. Од каде? Овдека по патот на Зова. Се пила ракатна си берам. Но како кога не гледате добро? Така, морате да тера маката. Кој е ладно. Тоа го правите баш кога е ладно или во потоплите месеци собирате по некој дрвце? Ами и кој е ладно. И кој е ладно. Соседите, од роднините, некој ви помагале? Ами не, никој. Гледам, присобрал некој дрва, а он ли ги собираше? Ами он, детето. Детето зема една јасика пуле и му ги дале ова гранки и некое трупче му дале. Јас со магарицата му донесов сливови еднаш. Нема, не знам што да кажам. Владко вели, најсреќен би бил да има шпорет, да има дрва, да може да ја помине зимата. И па тоа е најбитното. Без дрва што ќе прави? Огин нема запалено. Нема. Нема Но запалено. навечер, наутро е студено. И цел ден в кревет. Че касно и цел ден в кревет. Кај ќе оди? Кај ќе оди, каже? Еве го гледаш дека како да може онака ќе седи невричен. А како се бричи? Велес оди. Велес ќе појде, па таму на бербер оди па да се обричи. Еве го сега више 2 месеца ќе падне не е бричен. Дома не гледа, ќе си сеќа цели како ќе се направи. Ми спомнавте дека има една тетка која што и починал летовом сопругот и Таму ми помага. И дане да јаде, прави и да мене ми поддава. Појне ученици ќе ми донесе дали грав, шобиво, кромпири, ќе свари и ми поддава таа. Не бива сам човек. Од 4 зида. Скаливе, гледај какви се. Никакви. би се случило ли да се подсопнете? Гледам дека Колку пати. Ова Пепи ги напред да не паднеме, се мајка му зимоска. Ги ставаше палетени. Да не паднеме. Што правиш навечер кога ќе почне да се стемнува сам? Ама си легнав рано, Зошто? во 7. Зошто легнуваш рано во 7? Апчина да се напијам ти да пами 2. Доsadno ме. Нема се кога да правиш муавет. Таа кромпири викаше да ти дам да си свариш. Кај ќе варам ношто? Немаш ношто да свариш кромпири. Зашто нема во што? Викам, нема ношто да свариш. Нема моги да падам вич. А електричен шпорет? Немам, Зашто немате шпорет? немам. На дрва имам. Не сте купила? Не, А фрижидер, телевизор? телевизор имам еден. Ќе им донесат нешто за мачкање, нешто манџичка, лепче. И ме носат, не знам. Сабајле му викав, имам компери да ти дадам да си онадеш. Ќе си свариш со солце или било со зејтинче, како ќе направиш, така ќе јадеш. Некош кој ќе направам ќе му донесам. Не можам секој ден, имам обавези. Не можам секој ден да бидам со него. Мажот ми е умрен 4 месеци, сега до 29 ќе прави. Човек нема влезено у куќата да рече чекај да видиме женава дали е жива. А иначе секој ден полна беше куќата народ. Еве го Злата нека каже. Никој не те гледа сега. Кога своите не те гледаат, никој не те гледа. Ќе бидам благодарен ако ми се помогне според електрицина и крана и дрва. Со колку кубика би поминале зимава? Се 3, 4. 3-4 кубика би биле доволни. Да. Ти си навистина скромен човек, исто како што изгледаш и верувам дека ќе биде слушната твојата желба и ќе ти се помогне. Благодарам, Златко. Така е тоа во животот. Не можеме во исто време да бидеме вознемирени и благодарни.
да гледаме што ни недостасува и да се заблагодариме на тоа што имаме, да чувствуваме како сите бродови ни потонали да одиме напред, но должни сме да веруваме во себе, да си бидеме самите на себе поддршка кога деновите ќе станат пократки, а ноќите подолги. Должни сме да не се предаваме пред темнината. Потребно е да го обликуваме денот според своите параметри, да научиме да го цениме сопственото друштво, зашто само така започнува секоја убава приказна. Навистина има голем процент на луѓе кои што живеат тешко. Тешко живее и семејството кое во продолжение ќе го погледнеме. Со екипата бевме на неговото место на живење и навистина се соочивме со голема и страшна гледка. Да видиме за што станува збор. Индира Пасинечка сиот живот ќе биде принудена да биде жена борец. Долги години се бори за љубовта со незиниот сакан Жарко поради различната вера меѓу нив двајцата. А кога докажува дека љубовта е најсилна, им се раѓаат 3 деца кои уште повеќе ќе ја зајакнат нивната љубов. Многу слога, радост, смеа и разбирање ќе ги бојат деновите на ова среќно семејство, но очигледно дека Господ ќе одлучи да даде поинаков тек на нивните животи. Па на 23 октомври оваа година, додека Индира е на работа и ништо не насетува, пламен ќе изгори се што е вредно за неа. И го гори животот, и ја гори куќата, и го гори најмилиот, за на крај да ја изгори и душата. Една недела после страшниот пожар Индира за секогаш го губи сопругот Жарко, како резултат на вдишениот чат од тој комен ден. Куќата е изгорена до темел, да може да го врати, вели таа, би спиела и под отворено небо, но децата се мали па мора за нив да најде некакво решение зашто во моментот е сместена кај роднина. Денес таа не е ни свесна како ќе продолжи понатаму да живее без него. Единствен спас е да им се помогне да изградат скромен кров, за да не бидат терет никому и полека да се надеваат дека времето ќе ги залечи нивните преболни рани во срцето. Животот е навистина непредвидлив. Колку само може од еден обичен ден да заврши необично. Токму на 23 октомври се случува тоа во семејството Пасинечки во Катланово, каде што од непредвидливи извори и неочекувано во пожар настрадува Жарко. Здраво, Индира. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Изминативе денови низ социјалните медиуми струеше вашата приказна, вашата несреќа. Се случи нешто не убаво на 23 октомври. Што се случи? Се случи. Ми изгоре куќата, ми изгоре и сопругот. Он беше внатре. Каде бевте вие? Јас бев на работа. Дечињата ми беа тука. За секоја несреќа имало и среќа. Децата барем биле спасени. Ама он не се спаси. Затоа што внатре спиеш. Со Жарко колку време се познавате, Индира? 25 години. 25 години. Наши. Тоа е вековно. Ова ли е местото каде што се случи тој настан? Тука живеевте? Тука живеев на 8 години. 8 години. Најубавите моменти ги имаме поминато тука. Но и најнеубавиот. И најнеубавиот. Ова е веќе трагедијата. Најголемата трагедија што може да постигнеме. Што се случило таа ноќ? Не знам, јас бев на работа. Само ми јавија дека е опожарена куќата и дека е Жарко внатре. Се бореше Да, Жарко до последен здив. се борел до последниот стив. Додека го спасувал комшијава, било несвестен, излегол надвор, најверојатно добил некоја сила, не знам како да кажам, се освестил и он фатил гасел, барал помош, трчал, имаме и таму доказ дека он трчал да бара спас, да спаси се од себе. Јес да он горел, он не гледал себе да се спаси, он гледал куќата да ја спаси. Велиш да беше и статуа, да беше инвалид. Да, да беше и статуа, само да беше жив.
Само да ме гледаш. Можеш ли да продолжиш без него? Никогаш. Јас мислам дека никогаш нема да го заборавам, а да продолжам, морам да продолжам заради тие 3 деца што ги имам. Индира е родена и детството го минала во село Катланово. Од секогаш како милениче на незиниот татко ќе има неговата закрила, а на 13 годишна возраст уште еден маж ќе го украде незиното срце. Таа се заљубува во Жарко со кого ќе имаат многу проблеми да докажат дека заедно ќе можат се, но нема да се предадат и создаваат семејство во кое им се раѓаат 3 прекрасни деца. Мене ми е потеклото од Катланово, од тука. Од селото Катланово. Во село Катланово живеевте? Да. Со родителите? Да, јас сум едно дете. Татко ми е починат само со мајка ми. Татко ми беше еден човек што на мравка не газеше. Многу беше добар. Премногу. Со текот на времето, откако почина татко ми, јас дојдов у оваа куќа да живеам затоа што не можев таму, пребидејќи многу ми недостасува и ден денес. И се сретнав со Жарко, мојот сопруг, што стварно јас со 13 години сум со него до сега, до неделата бевме заедно. Ние бевме неразделни. Значи, ни он без мене можеше, ни јас без него може. Имавме проблем пребидејќи ние имавме мешан брак. Јас сум ромка, он е македонец. Значи и од негова страна и од моја страна, ама ние никого не послушавме, ние бевме заедно. Ние бевме тие што се боравме за нашата љубов и останавме заедно. Кога одлучивте дека ќе основате семејство, каде првично живеевте? Кај моите родители. Да, куќа. Да, живеевме таму, ама пребидејќи премногу го сакавме, и јас и Жарко го сакавме татко ми, затоа и седевме таму. Затоа што тогаш додека како ми се роди Клара, јас не работев, затоа што прво дете не знае што се случува. Жарко работеше, мајка ми работеше, татко ми работеше и се беше во ред. Се беше во ред. И немаше потреба јас да работам. Не работев се додека не се роди Дамјан. Жарко работеше во рудникот за јаглен допред 7 месеци и он остана без работа. Затоа што не му плаќаа редовно, му каснеа по 5-6 месеци. Но видите, никогаш не го оставил без дел. Не, Жарко се снаоѓаше. Жарко работеше и приватно, и косеше, и копаше, и кречеше, и не знам, од секаде он ќе се снајде и ќе донесе пари дома. Никогаш децата не ги остил без јади. Никогаш. Многу добри со сите. 3 дечиња, добри комшии, со сите добри. Како раснат децата и татко и умира, Индира и Жарко одлучуваат дека подобро ќе им биде да продолжат сами во куќата на Жарко. И така ќе биде се до предизвестно време, кога неочекуван настан ќе го смени текот на нивниот безгрижен живот. На 23 октомври се случува страшен пожар во која се што изградиле се претворило во пепел, но најстрашно е што Жарко неколку денови подоцна го напушта овој свет без поздрав и без да ги научи своите најмили како да живеат понатаму без него. Не знам, ми фали. Што се случи тој ден? 23 октомври. Тој ми е ден, пеколен ден. Пеколен. На 23-ти он беше дома. Дојде со Дамјан тука да работат нешто и рече дека ќе правеле некој ручек, да се соберат со комши. Он секогаш беше со луѓе, секогаш. Значи он без луѓе не можеше. Мораше некој да дојде тука, било кој да помине, он ќе врати на кафе, на ракија, не е битно. Да дојде некој само да има друштво, што се вика, таков човек беше. Што он без луѓе, не знам, како да му беше многу досадно, вика, никој не доаѓа, шо е работа. Ама тој ден дојде дома, не знам, нешто чепкале со Дамјан и чуваше 2 кози за децава. Затоа што Фросина многу сака животни и земавме 2 козички и ги чуваше. Направиле ручек, се собрале кај комшијава, затоа што јас втора смена на работа бев. Мене ми рече,
Покасно ќе се симне Предраг до продавница и ќе дојдат и Фросина и Клара тука, ќе ручаме, па ќе видиме што ќе правиме. Само тоа ми го рече. Тато не викна на ручек, беа брат ми и тато тука во оваа куќа кај што изгоре. И мене ми звони и ми вика дојдете кога на ручек ќе правам зајак. Ќе се собереме сите комши и сите. И добро кога ја и Фросе се спремевме, дојдовме навака, све беше готово, тато направил таму јадење и отидовме кај комшијата, Предраг. Таму седевме до 8 и нешто, 9 може фати. Седевме таму, све беше супер, си се смееме, он си се дотера, се спремил, као да оди негде за на свадба, не знам, као да ви објаснам. И као седиме ние и мене ми вика тато, кидете дома или дидам мајка ти да земам со нека кола? И викам, па не знам како сакаш, викам, дидеме дома, подобро, доле, ќе седиме сите петорици. Вика, не, јас имам работа, одете вие ако сакате, мајка ти дека до 11:30 не може навака сама да дојде. Викам, добро. И само што искочевме он тука на врата, не баци, не гушна, сите тројца, ни рече само чувајте се. Вечерта бевме заедно до 15:08. Кај Предраг, тој што прв дојде да го спасува, Жарко правеше ручек и таму кај него јадевме. Ние седевме до 15:08 и си отидовме дома. Он останал уште 20 минути со децата и после си дошле тука. Како разбравме од Предраг. После тоа го викнале Предраг, го викнал Жарко Предраг за да ги однесе децата во село, мајка им да чекаат, пошто она до 11 на работа се враќа во 11 и касно е за да дојдат од тамо пешки, навака нема со што да дојдат. Ручале било многу убаво, многу весел бил, многу се смеел. Со децава доста играл. Само од таму кога си дошла дома, тука. Преку да знаел, може би дека му е пуснал. Да. Дури си избањал, си избречил. Што вика Клара се намириса, као мислиш кузне кај ќе оди. Ми се јави, ми рече, ние се дојавме дома да знаеш, децава ќе ги симне Предраг кај чичко ти, да те чекаат од работа, пребидејќи е премногу далеко 3 километри за да идеш ти пешки, по темници не може. Вика, јас сум уморен, јас ќе спијам, ќе си легнам. Јас му реков во ред. Вика, ма зашо? И ти не отидеш со децава? Не, јас имам работа. Ти ќе дојдеш утре. Ќе правиме и ајвар и се. Кога се вратил од тамо Предраг, веќе тука имало чат, он дошол. Жарко горел. Ги соблекол лиштата, ги гасал со нозе, ги газел. Имало многу малку оген, века со 2 кофи вода да имав, тоа ќе го изгаснев, пошто он Жарко го изнел надвор, само погаќи. А лиштата ги соблекле, да, му ги искинал и ги соблекол и ги изгаснал тука, али Жарко веќе вдишил од тоа што горело. Тоа беше последно што се слушнавме. Децава ми се јавија дека стигнале дома. После 10 минути само што изџогирав на работа. Што се вика ми остануше ѓубре да фрлам. Ми се јавува комшијава и ми вика, Индира, куќата гори жарко, внатре. Вика, викни брза помош, викни пожарна. И јас на брзина, ми падна и телефон и све. Дојде шефот, ме прегрна, вика, кажи Индира, што ти се случува, затоа што почнав да викам. Викам, не знам, брза помош, шефе, не знам, гори куќата, гори жарко. Децата, викам, не знам, децата, збеснав. Тука комшииве што се не ќеле да дадат ни цревони вода за да се изгасне куќата. И Жарко да го изгаснете. Жарко спиел на моментот на пожарот? Да, спиел. И ние искочевме, само што се качевме у кола, стигнав пред врата, уште не сум ни оставила ништо од работите што сум ги земала. Ми звони мама и ми вика, татко ти се запали, не ни поверував на тоа. И гледам, брза помош доаѓа навака и тогаш дури поверував и тогаш, не знам, се осеќав како, не знам,
Ко крива, не знам. Зошто крива злато? Па не знам, што ме терало дома да си. Што сум го оставила Зошто сама. отида кај Да. долната куќа? Да. Мислиш дека ако бевте тука ќе се спасеше татко? Да. Тоа гарантирам дека да. Ако бевме ние тука. Тоа не мора да значи. Не де Боже можело и вие да бидете повредени. Едните соседи донесе постари луѓе, они не ни слушнале, не ни виделе дека гори, пошто беше касно, сигурно 9:30 саат. И кога почнале салонитките да пукаат, они тогаш слушнале. Овие другите комшии до нив биле спакувани за да си одат, дојка извадиле црево, вамо, тамо, дојка пуштиле, тоа веќе букнало. Среќа што не се запалиле и куќата на овие повозрастните луѓе, почнала елката да гори. Па со цревата, после тоа, после 10 на 15 минути, кога набавиле црева и пуштиле вода, нешто од тамо се спасило, да не се зафати таа куќа. Греалката беше вака, тука фактички тоа што не беше гето, кај што спиеше Жарко, затоа што телевизорот вака, он секогаш со телевизор легнуваше. И најверојатно од греалката, ако добила спој, па му изгорела косата. Јас тоа само си претпоставувам, јас не е тоа вистина. Може е така, а може и не. Он си знае најубаво што се случило. Кој го извади Предраг. комшијата Предраг? Да. Он кога се враќал, вишол дим, пламен. Он дошол тука, вишол и тогаш ми се јави. Јас додека дојдов, сигурно од работа имаше 20-25 минути. Жарко бил свесен кога го извадиле, се освестил и гасел и он, барал помош, трчал, он дека има два отпечатока од раце со крв, што е на вратата, сакал да ги спаси животните барем. Кога дојдов, беше он во брзата помош. Се тресеше целиот, они додека го чистеа, дојдов до тука, гледам куќата, го гледам него, не знаев кај се наоѓам. И јас и ден денес не знам кај се наоѓам. Ви зборуваше нешто, ви кажа ли нешто? Само беше насмеан и ништо не ми е рече. Ништо не ми е, не се плаши, ништо не ми е. Само тоа го слушнав од него. Не се плаши. Они тргна, брзата помош тргна, ние тргнавме со сестра му, поголемата, значи што ми е поддршка за се. Со неја затргнавме исто, заглавивме у болница 2,5-3, не знам никога беше. Го сместија на Карил, но дадоа вештачка кома, го ставија во вештачка кома. Он беше свесен, дури од брзата помош се качил на другиот кревет, легнал. И од тогаш више не знал. Го прашале како се викаш, како се презиваш и само кажал дека е од Штип. Многу ме копката. Зашто кажал од Штип? До душа, ја и мама не ни спиевме цела вечер, чекавме само да ни се јава да видат каква е состојбата. Дали е добар, ќе се подобри или не знам. Да, јас идев секој ден у болница. Значи идам у болница и умеѓу време звонам дали е добар. Ја цело време бев на телефон. Ја бев досадна, најдосадната особа што постои на светот бев јас. Што цело време им звонев. Се мислев дека ќе преживее. И му зборев. Значи ќе ми дадат нели да го видиш. Многу беше отечен. Многу. На посета кога го видов, него лицето му беше покриено со газа. И многу ме се вознемирив затоа што имаше муви на него. Цело време муви го лазеа. И јас беснав. Не знаев што да направам. Ми идеше да рипнам преку прозор да видам што е работава. Си мислев дека е почина. Оно се гледа, или дишењето се слуша. Ги прашав. Ми рекоа дека нормално отвориле прозор, муви влегле. Во интензивна соба со муви. Тоа не е во ред, мислам. Не. И се надевав дека ќе преживее, затоа што му спласна отокот. И многу ме израдува.
тоа што му спласна отокот и се мислев дека ќе се избори ако издржаше неделата тој ден на 30, ако издржаше, ако преживееше, мислев дека ќе преживее. И во неделата требаше да идам и шефицата ми рече, како сакаш Индира, сакаш прва смена, сакаш втора? Јас си кажав, ми одговара втора, затоа што од 12 до 12 и пол беше посетата. Жената не ми преправи. Господ не знам што да ја даде. Се што е најдобро да ја даде. Затоа што никош не ми преправила за такво нешто. Секогаш ми се нашла и ми се наоѓа ден денес. И отидов втора смена на работа, ама оно нервозно, затоа што не отидов во болница, пребидејќи ми рекоа нема посета во недела. И јас изадов живот, звонам, никој не ми крева. Дури во 2 часот ми кренаа, ми рекоа дека е добар, дека иста е состојбата, нема некоја промена. И јас прашав дали се тргнати мувите од кај него, и они ми рекоа, муви има секаде. Почнав да работам, телефонот го гледам. И во меѓувреме разговарав со Владо Аврамовски. Седнав на клупа, разговаравме. Сакаше човекот да ми помогне заради куќава, заради тешката состојба на Жарко. Тој човек бе пријави во срца на Бланка. Да. Само што спуштив со него, да се напијам голтка кафе, гледам телефонот ми звони болница. Ми се преврте све. Све, кога ми кажа дека почина. Не знам што да направам. Мислам дека цел аеродром ме слушаше. Од толку што викав и плачев. Дојде шефот ми рече, Индира, смири се тамова. Однесува в амбуланта тука кај нас. На аеродром ме боцна. Се јавив на сестра му на Лидија да ја кажам дека е починат брат ти. И викам, дојди, земи ме, дојде жената. Не можам да кажам, не 10 минути немаше, она дојде. Ме зема, отидовме, шо ќе одиш, шо ќе видиш. Што ќе видиш? Не ни го дадо. Се слушнавме со господинот Владо. Вика, не се секирај, немој да паничиш. Знам во која состојба си. Јас ќе организирам се. Значи, јас не сум кажала дека требал некој да ми помогне за погребот. Сам човекот, Господ здравје да му даде, се што сака на светот да му се исполни. Тогаш мислев дека ќе се несвест, ама издржав поради сестра ми и поради брат ми. Поради мама. Само им се јавив по пат додека идовме на кај болница да прашам како си и кај се. И она ми рече, кај Нина сум, не се плаши. А ти каде си? И ја и викам на работа, не ме лажи, ми вика, тамо, знам. Само и кажав дека идам на кај болница. И она знаеше се, плачеше. Значи не може да се совземат. Идеме на гроб. Фросина вчера ја носев затоа што не кев да го гледам. Како го спуштат и се. Како го погребувам. Вчера кога бевме на прво утро, вика, зашо тато тука лежи? Зашо не е кај нас? Затоа што не може. Не може да се соземат. Не можам да поверувам. Јас све мислам дека отида негде кај тетка му, дека е дома, дека е на работа, негде ќе дојде. Денес Индира и децата се сместени кај нејзиниот чичко за кого ќе рече дека е како нејзин втор татко, но се чувствува како гостин и не сака да му пречи. Иако е многу тешко да се прибере себе си, мора да го стори тоа поради децата, па затоа одлучи покрај сета болка да го стави срцето на дланка и да побара помош за да им обезбеди барем некаков кров на децата. Спијам кај чичко ми, ама не ќам да им сметам. Денски гледам да бидеме растргнати надвор. Не можеме ни да спиеме, ни да седиме, гледам шо порано да стргнем. Ке се разбудам, им викам на децата, станете да не им сметаме на луѓето. Ајде, ке одиме ке на бабата и дворот, ке седиме.
Треба да имаш осет. И они се 4 члена семејство. И плюс бебето е на пат, уши едно. Татко им беше една потпора невидена. И за мене, и за нив. Ние без него не можеме ни да живееме. Ја не знам како ќе се продолжи животот. Тоа е тоа. Отиде млад човекот. Добар беше за сите. Секаде помагаше. Никого не одбил кога ќе го повикаат. Никого не врати. Мислевме дека ќе се спаси. Меѓутоа се случи тоа најлошото. Планот ми е... Децата, каде? Нема каде, освен кај... Ако може да си изградам нешто, барем 2 собички, затоа што се 3 деца, они растат, ќе мора да ќе спиеме заедно, не е проблем, само еден кров да имаме над глава, што се вика. Да реновираат пред на годината куќата со плочки, со све реновираа внатре. И тоа отиде така. Кредитите останаа да се плаќаат. Па со донации на добри луѓе, да ги исплати бар кредитите, за да може платата да биде чиста, утре да може за децата да купи нешто. Тие деца треба да се школуваат, да се облечат, да се нахранат. Имавме 2 кредита земено, за да ја средиме цела куќа. Ја средивме, се ми беше ново. Па добро, јас сега 3-та година сум последна ми ова и планирам негде да се вработам. И ќе тераме некако ја имам. И да беше жив, да останеше, што се вели, инвалид да беше. Да не можеше и да збори, да не можеше, значи, само да лежи и да го гледам дека му се отворени очите. Само да беше дома, по кредицата. Да го гледам како статуа, фактички. Ама не е така. Па тато најмногу сакаше да тргнеме на добар пат. И да бидеме силни, со што и да се деси, силни треба да бидеме. И да не се секираме за некои работи. Нашето време на земјата е ограничено и само сега имаме прилика овде да живееме. Нема подоцна, нема утре, нема подобри времиња, нема поклопување на околностите, зашто непредвидливо се случува тоа што најмалку го очекуваме и мислиме дека лошото нам никогаш не може да ни се случи. Сепак, кога ќе се замрачи небото над нашиот живот, не гледаме кој заминал, туку кој останал покрај нас до крајот. Видовме 2 тешки животни истории, но се смета дека животот не е неподнослив поради околностите, туку поради немањето цел и значење. Имаат цел, двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка, а целта им е да успеат во животот. Затоа им треба рака за спас. Ние можеме и ние умееме. Досега многу пати го покажавме тоа. Па ајде да им покажеме и на двете семејства кои денес беа искрени и ја раскажаа својата животна приказна. Да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се.